Светската недела на доењето традиционално се одбележува од 1 до 7 август, а овогодинишното мото е доењето основа на животот. Доењето е најдобар начин да се обезбедат хранливи материи кои му се потребни на детето кога ќе се роди. Мајчиното млеко е неопходно за правилен раст, развој и здравје на бебето, а воедно е добро и за физичкото и психичкото здравје на мајката. Светската здравствена организација препорачува со доење да се почне 1 час по раѓањето на детето до неговите 6 месеци. Со воведувањето цврста храна се продолжува и доењето до 2-та година, но и повеќе. Во светот исполнет со нееднаквост, кризи и сиромаштија, доењето е основа за доживотно добро здравје на бебињата и мајките, стои во пораката објавена на веб страницата на Светската здравствена организација по повод Светската недела на доењето. Одбележувањето на Светската недела на доење е начин да се зборува на таа тема и да се подигне свеста на мајките за потребата и за бенефитот од доењето. Придобивките се многобројни. Според податоците, 23% од мајките дојат ексклузивно, 41% дојат предоминантно, односно додаваат и други течности. Министерството за здравство во соработка со Клиниката за детски болести, Здравствен дом Скопје, Заводот за здравствена заштита на мајките и децата, како и останатите јавни здравствени установи, реализираат повеќе активности, потенцирајќи ја важноста на доењето. За таа цел годинава се отпечатани брошури и постери за бремени жени на македонски и на албански јазик за важноста на доењето, воспоставувањето на доењето и знаци на успешно доење, пошто ќе следи нивна дистрибуција преку патронажните сестри, матичните гинеколози и породилиштата. Мајката треба да има психолошка поддршка, да знае како да го воспостави доењето, како правилно се дои, а доколку се јави некој проблем, треба да ѝ се помогне за да го надмине и да не се откаже од доењето.